Цивил медија. И тука сум за прашања, би сакала интерактивно ако сакате да развиваме. Да, повелете. Дали вие, како планер, а воедно и вашата фела, излезе, освен Грчев, што имаше многу големо, Мирослав, кој што непрекинато излагаше, зборуваше на таа тема, никој друг архитекта, за жал и планер, не видов да се спротистави на таа идеја, него напротив, како послушници, ради ситни интереси на архитектите, го прифативте тоа што не. Отаму сметам дека вие сте најодговорни и затоа ние граѓаните, што помалку се разбираме од планирањето, иако ја учествував во студијата, за сообраќајната студија за град Скопје, каде што имавме 10.000 анкетирање на граѓани, движење на граѓаните население, то и одредени предвидувања, меѓу другото го анализирав уште и проектот студиите за сообраќајната студија и убаво рековте вие крвотокот е еден од важните елементи за градовите, за сите градови, и на тој план ништо не превземаме, стално правиме некои проекти, а ништо од проектите. Благодарам. Јас веќе малце се чувствам фрустрирана која мојата појава не е запаметена. Затоа што бев председател на Асоциација на архитекти на Македонија и тоа време го паметам како време на неспиење. Но ние како еснавска организација, од тоа ќе почнем, зашто прашањето е малце подолго. Како еснавска организација баравме цивилизирани средства и инструменти да допреме до одлучувачите. Не треба да кажам дека имавме режим, зашто навистина сме жртви на тој период, но моите напори, ако е нешто да го евидентирам, тоа се 7 јавни обраќања до премиерот, без ниеден прием, 4 или 5 директни судири, односно дебати со градоначалникот Гоце Трајановски тогашен. А да ве подсетам на гушкањето на ГТЦ? Си ти излеговме. А кој ве повика? А остана? Не само излагањето, но и гласањето. Зборот ми е, да, имавме и референдум, тоа се тие средства кои што јас и лично ги почитувам. Она што нашиот систем го овозможува. Ако дојдовме до референдум кој што формално, правно не успеа, но дефинитивно печатокот е таков дека е успешен и дека може би е тоа нешто што го спречи режимот да интервенира на ГТЦ. Значи, сепак нешто сме направили. Okay? Ама јас свакам следното. Не ги жигосавте оние што го Сега, тие што го доведоа до тоа, се дел од спроведувањето на системот, просторно-урбанистички систем на кој што заедно со Грчев работевме. Значи, нашиот просторно-урбанистички систем е поставен уште 98 година. Значи, ние имаме закон за просторно-урбанистичко планирање. Но, да ве подсетам, законите во времето на режимот, морам така да го именувам, може би не е... Режимот се црни и дебели букви. Во времето на режимот имавме промена на закони само за да се спроведе нешто. Значи, нашиот закон се спроведуваше, а законот за градење, да не ви кажам, дека 12 пати се менуваше. Ке се смени, ке се спроведе нешто, па ке се врати назад. Мислам, такво поигрување со правниот систем е навредливо за нас како граѓани, а за нас како професија дефинитивно врзува раце. Тоа не значи дека ги правдам оние кои што ги сметам дека немале доволно етика и морал правејќи ги проектите. Меѓутоа, тоа е нешто што треба да го испита, тоа секако знаете, нашата комора. Ние имаме комора. Ние како асоциација ги браниме интересите на архитектите, меѓутоа, тој елемент на професионализмот е нешто што е тема за комората. Комората, за жал, не покрена ништо, иако таму имаме едно 15 на обраќање по однос на одзимање на лиценци.
Значи, оно што можеше да се направи на, еве, како го викам јас, цивилизацијски начин, мислам дека сме го направили, се во рамки на наши можности, не можеме да се тепаме. И ако почна се некаде таму со студентите на плоштад, кога беа тепани. Значи, навистина имаме едно горчливо искуство и јас кога зборувам за некакви странски медии, го подвлекувам тоа што е немоќ. Зашто ми се чини дека не можат тоа да го осознаат и мислам дека не се свесни тие кои што не го осетиле. Немокта е нешто што води до дефетизам и многу е тешко да се извлечете од тоа за да продолжите. Сега продолживме на некаков друг начин. Миро Грчев е председател на таа комисија која што испитува Скопје, меѓутоа даде па оставка. Сакам да ви кажам, има вибрации со тек на време кои што имаат и позитивни и негативни ефекти и ние треба да се помириме со тие животни импулси што допираат до нас со позитивен или негативен предзнак. Меѓутоа лично имам чиста совест. Мислам дека од страна на архитектите и вие како експерт за урбано планирање, ако сметате дека некои објекти, некои згради стојат на пат на на циркулацијата на воздухот, тоа мора да се скруши. Значи, нема ни врска колку коштало да се изгради, колку пари се украдени, колку пари се ставени на тој проект. Ако ќе донесе уште поголема штета во иднина за здравјето на нашите деца, нашите најмили, најблиски, па на сите граѓани и граѓанки на Северна Македонија, тогаш јас сметам дека треба политичар кој треба да има храброст и да го слуши. Во го препознавте, тоа е политичка одлука. Тоа е политичка одлука и за нејзе треба да се направи притисок. Дури и овој собир е еден вид на таков притисок. И таа моја стратегија за аерозагадување нова е исто притисок. И граѓанинот што по улица знае да изреагира е притисок. Еден фронт треба да се создаде за да полесно се донесе политичката одлука, за да им олесниме на политичарите кои имаат и некои скриени интереси, мора да се помириме со тоа. Едноставно не ги знаеме, позадината не ја знаеме. Инаку за илустрација, ние на нашето познато Венецијанско биенале настапивме со разрешување на 6 објекти од Скопје 2014 и нивната ефтина во смисло на пари, пренамена. Односно, таа структура каква што е и каква што е скапа, да се руши, да се, например, наполниме дризла, ако ги срушиме сите. Како да се искористи и да и се даде хумана димензија и пред се друга намена. Има некои работи кои што мора да се отклонат и тоа ќе биде болно. И дај Боже да дојде до тоа. Затоа што една од најважните компоненти тоа е атак на проектот регулација на река Вардар, кој што е изграден од солидарни пари. Ние на светот му должиме тоа нешто да го сочуваме. И не го направивме. А извучам како политичар, баталите. Значи така, тоа ми беше поентата, дека некако сме на стејбај, затоа што мора цврста политичка одлука да се донесе. Ако се донесе таа, ќе се најдат средства и полека ќе се надминува како проблем Скопје 2014, па и аерозагадувањето. Но за да ви кажам, ако е за бројки, за надминување на нашиот проблем со аерозагадување, ни требат негде околу, не ќе да кажам, али многу 300 милиарди. 300 милиарди? Да. За Скопје? Да. Само Скопје? Да. И многу време. И многу време. Денари? Значи, ова го зборувам за следните 15 до 20 години. Значи, како што лантан се, овој затрованиот елемент, од затрованата почва елемент у Охрид се чисти и тоа ќе трае најмалку 5-10 години. Така и ова процес, кој што ги засега сите сектори, не се само аута, не се само домакинства, не. Сите сектори, апсолутно сите. Значи, едно препрофилирање на живеењето. Може ќе кажете општествената димензија е нешто покрај тоа, ова е многу попрагматично. Не.
Сите, апсолутно сите сектори. И само така може. Само едно прашање, дали кога рековте 300 милиарди Евра. добро, по 3 милиарди годишно за 100 години, тука сме некаде. За 50. 30 до 50. 30 до 50 години. Добро. Зборувам за проекции кои што не се случајни, значи не ги дадов јас. Така. Ги прочитав. Тие се резултанта на студии, анализи и од меѓународна конференција по однос на нашата специфика. Значи, има доста луѓе кои што се бават со таа тема. Постои едно огромно лицемерие, ја морам да го спомнам, освен вас архитектите кои што веројатно секојдневно го гледате и многу ви смета, како и тие уметничките тамо дела кои што уметниците предоставам дека им сметат. Од моментот на влегување, бидејќи во главном тоа се згради кои што ги користи државата, таа бука околу целата таа работа многу е стивната. Никој вовеќе не се жали бидејќи тие сега ги користат. Они сега се влезени, работат тамо и најнаш тоа не. Се жалеа само во оној момент кога па прокисна, ама тоа беше во функција на оцрнување на градбата, бидејќи сега тоа е најголемата поента е дека тие се направени со многу пари, а не вредат толку многу пари, нормално нели за да се украдат одредени пари, но не сметаат толку од кога они се вселени тамо, тие кои што сега се власт. И кога следните гледат, тие што ги користат апсолутно не им пречи Скопје 2014. Ќе ви пречи секогаш на вас архитектите, бидејќи кога поминувате го забележувате. Тоа е као ако пуштите, јас сум музичар, ако пуштите глупа музика на плоштад, ако свири таа глупата секогаш ќе помина, но ако некој помине што сака таков вид на музика, сега правам паралела само во однос на тоа. Но мора сите да го често да го спомнуваат тоа. Од кога влегоа, значи сегашните, тие што владеат, кои да се, може да ќе минат трети, дај Боже некојаш, и на тие нема толку да им пречи, ве уверувам. Бидејќи тие се во убави простории. Претходно работеа бараки со, не знам, онакви дрвени, со, како се вика, тие лампери, сега се мермер и тоа све е супер. И тоа е огромно лицемерие. Уште една работа која зборувавте, ќе се надоврзам за неколку, мислам, пошто не знам колку од вас се дојдени со точак, или пешки, или на тротинет, евентуално, ама не може цело време да дека мора. Знаете како треба да се направи? Треба луѓето што возат точак да искочат и све живо да блокираат 20 дена. Знаете како ќе се сменат работите? Не знаете, пошто тука јас знам, имам пријатели, доста многу така, цело време поддржуваат и промовираат зелени вредности, така натаму, никогаш во животот не се качиле на точак или секој ден со кола. Пошто они имаат многу проблеми, имаат деца, мора да ги носат, да кога со такви глупости. Да, во ред имаат деца. Знаете, има у Данска едни онакво за дете на точакот се става. Од напреди тоа го возат. Ама ако го земете тоа, ќе видите дека тротоарите кои што наводно сега се поправени, а нигде нема траси, не се означени, се за никаде. Децата ќе се испотепаат, значи не можат. Тоа може предвидено да можат да си пијат некое сокче додека се возат, ако има убави стази. И сега наводно имаме убави стази, биле нели направени, има тротоари, извинете за мојот тон, извинете за начинот на кој што зборам, ама мене ми е преку глава дојдено. И сега ние сите глумиме нешто се прави, не работа нешто да се направи, тоа е кога да зашминкате нешто. Работата е вистински да се почне да се прави, а нема да се почне да се прави, јас ви гарантирам. Но има некои кои што се многу одговорни во општеството. Тоа се оние кои што ги воспитуваат нашите деца. Ако вие им ја понудите таа колективна естетика, вие ги деформирате. Тоа е многу страшно. Нашите генерации и идни се со фалинка, затоа што смета дека е тоа убаво. Ако критериумот за убаво му го создавате така, вие правите греф. Затоа сум за прозивање на сите кои што можат да помогнат тебе, да кажеме така, да ги дефинираме. А ако ме прашате мене, не само архитектите и урбанистите, тие се можеби експоненти, меѓутоа, апсолутно сите. А кога зборуваме за јавна свест, тогаш зборуваме за граѓанинот, за индивидуата. А на неизе треба да делуваме не само со тоа што ќе се направи нетворк по мрежа за велосипеди, не само со тоа. Вие морате да делувате на него пред се во оформувањето, значи или има разни методи, тоа бар вие знаете. Дали се кампањи, дали се цивил функционира за таа цел. Така да мислам тоа е нешто што можеме да го зборуваме, меѓутоа треба да сме и тоа да ни
делумно смири совест, зашто така можеме да се извлечеме. Угица Велковиќ, јас сум од Зелената партија, инаку дипломиран инженер-технолог и само едно мое видување, кога идам на сите конференции од Скопје, доаѓам од Куманова, искрено да ви кажем, се чувствувам дискриминирано. По која основа? Предпоставувам гросте овдека од Скопје, дека не ми е близко Скопје, но секој пат се изнесуваат податоци за Скопје. Да, воздухот, јас сум она која што секој ден го отварам, Скопје не е во сите општини загаден, Куманово, Светска здравствена организација го има наблюдувано година дена, ние хронично лети зими имаме 2,5 честици. И сега пак еден податок, 330.000 милиони евра само за Скопје. Ужасно ме боли секаде ќе најдете, еве искрено. Значи сега ја разбрав дека само за Скопје. Дали до вас конкретно прашање за да не ви ја нарушам агендата? Дали у таа асоциација за архитекти и све постојано се збори што е направено со ова, членуваат, еве искрено, макар имам архитекти во фамилија блиски, дали членуваат архитекти од други градови? Да. И толку би сакала да ги видам, ако имате некој пат и од Куманово, и од Гевгели, и од Прилеп, и од Кочани, дали на ниво тоа го разговарате? Воопшто за се вкупно, 20, 30, 50 години. 1956 година во Англија е донесен прв пат закон за чист воздух, па му требало 50 години или 30 години. Дури ни Черчил не верувал во тоа. Ова е политичка одлука во однос на градбите, само тука можам нешто да кажам. Сиромавиот, а ние сме постојано сиромави, плаќат многу скапо и дупло плаќат. Тоа што е направено, гледам туристи шетат, се сликат како ние некаде што отидеме. Воздухот е стварно приоритет и е политичка одлука. Верувам дека колку и вие сте се залагале, но би сакала на овие конференции да слушнам и за други градови. Добро, во функција на овој одговор ќе ви кажам. Да. Многу кратко ќе одговорам зашто имам информации по однос на приоритетите на актуелната политичка власт. По една анкета се определија за вода отпад, па потоа аерозагадување. Значи, трето поред. Тоа е, кога кажуваме политичка одлука, тогаш мислиме на политичка одговорност и некој што треба да ја понесе. А по однос на градовите во државава, еве јас сум советник на градоначалникот на Прилеп и дефинитивно многу се залагам по однос на тие еко одлуки и нас не има. Можеби не се сите гласни, можеби не се сите ангажирани и не треба да се само архитекти. Тоа ви кажувам. Не треба да се очекува само од архитектите. Значи, тоа е интегрален пристап на развојот на било која средина, градска, селска, било која. Вие и во аграрот треба да имате заштита. Зборот ми е комплексно е прашањето, а уште ги имате и климатските промени, а да не зборуваме за нашава сиромаштија на духот. Цивил медија